Европа мора да се држи до своите принципи и вредности и евроинтегративниот процес да се заснова на заслуги, постигнувања, реформи, копенхашки критериуми. Премиерот Христијан Мицкоски ги потврди македонските позиции пред лидерите на земјите од Европската унија кои се собраа во Тирана. Македонија според Мицкоски долго време е жртва на билатерални прашања и очекува разбирање. Очекувањата се Европа да се држи до своите принципи, тоа се европските вредности, билатералните прашања да се надвор од процесот на пристапување, да се суди според постигнувањата реформите и според копенхагенските критериуми. За жал, Македонија е единствената земја која што е жртва на билатералните прашања, како што ниту една држава која што пристапила или допрва ќе пристапи беше. Мицкоски во Тирана е во друштво на лидерите на над 40 европски земји. Главните теми покрај интеграцијата на Западен Балкан се и безбедноста на Европа, економската соработка, енергетиката. Дискусиите се фокусираа и на демократската стабилност на Европа, конкурентноста, миграцијата и војната меѓу Русија и Украина. Европската унија е посветена на создавање просперитет, вклучително и преку планот за раст за Западен Балкан. Поврзаноста мора да биде високо на нашата агенда. Веќе создаваме такви можности преку нашата програма за Украина и нашите планови за раст за Западен Балкан и Молдавија. Европа останува обединета во својата непоколеблива поддршка за Украина. Во овие нови граници да им дадеме на младите во Европа подобра причина да останат отколку само да зборуваат за оружје во вооружување и да им дадеме силен мотив да градат, да сонуваат на европска почва, наместо да ги свртуваат очите и да одат далеку за да ги остварат своите соништа. Она што беше интересно во медиумите е дека домакинот Рама ги пречекуваше гостите во негов стил, со чадор на црвениот тепих. Особено впечатлив беше пречекот на италијанската премиерка Џорџа Мелони, која ја дочека на колена, а таа се пошегува дека тоа го прави за да биде висок колку неа. Со одржувањето на самитот во Албанија, Тирана стана центар на европската дипломатија, што е исклучително важно за регионот бидејќи ова е прв ваков собир на европската политичка заедница што е организиран во Западен Балкан. Пред официјалниот старт синоќа во Тирана, председателот на Европскиот совет Кошта организираше вечера за водачите на 6 земји од Западен Балкан, на која присуствува и председателката на Европската комисија фон дер Лајен и високата представничка на Европската унија за надворешни работи Каја Калас.